образложението за предлогот и по завршените реплики на говорот на представникот на владата има јавниот обвинител Марко Зворлевски. Поведете. Со тоа што имате право на 15 минути, може да распоредите време колку ќе зборите сега, колку ќе оставите за на крај, доколку чувствате потреба така да поделите времето, имате таква можност. Значи време што ќе ви остане за крај. Поведете. Добар ден уште еднаш. Почитувани пратеници, председателе, почитувани присутни. Денес сум овде на покана на Собранието на Република Македонија, а по предлогот на владата на Република Македонија за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија, односно за разрешување на обвинителот Марко Зворлевски. Во предлогот за разрешување на владата се наведува дека јавниот обвинител Зворлевски незаконито, ненавремено и нестручно ја вршел својата функција, а со тоа и довело прашање способноста на вршењето на функција. Понатаму во предлогот се наведува дека со неповедување на кривични постапки јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зворлевски го довело прашање угледот во вршењето на функцијата. Почитувани пратеници, ништо од ова не е точно. Не е точно дека нестручно и несовесно и незаконито сум ја вршел функцијата, а дека е тоа така укажува и самиот предлог на владата, во кој во ниедна точка, во ниедна линеја не стои како тоа јавниот обвинител на Република Македонија нестручно и несовесно ја вршел функцијата. Малце само имавте можност да се пријавите за збор, ќе ви дојде време да земате збор и ќе зборите. Денес Авирович, тоа исто така важи и за вас, ако мислите така, ќе ве молам, овозможите да си продолжи со говор, све што имате да кажете, пријавени сте се за збор. Впрочем, Авирович, вие имавте реплика, кажавте што имате да кажете, ќе зборите после, оставете го обвинителот да може да каже оно што го обмисли, да го каже за оно време што го има. Поведете. Денес овде нафрлано на бројните случаи не укажуваат на нестручна работа на јавниот обвинител на Република Македонија. Укажуваат на нешто друго. Уште еднаш укажуваат на апсолутно непознавање на функцијата на јавниот обвинител на Република Македонија. Укажуваат на непознавањето на кои се обврските на јавниот обвинител на Република Македонија. Почитувани пратеници, јавниот обвинител на Република Македонија нема обврска да поведува кривична постапка. Јавниот обвинител на Република Македонија не запира постапки. Јавниот обвинител на Република Македонија не одлучува дека нема да се поведат постапки. Основните јавни обвинители согласно Уставот и законот и со измените на Уставот се самостојни во своето постапување. Тие одлучуваат кој ќе поведе постапка, во кој случај и кога нема да поведат постапка, па и кога ќе запрат постапка. Никој на јавните обвинители основни кои се самостојни во своето постапување не може по закон да влијае на нивната работа. Секое влијание, а и прифаќањето на влијанието укажува дека е сторена злоупотреба на службената положба. Јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зворлевски не влијал на никој да не поведе или да поведе постапка. Јавниот обвинител на Република Македонија не предлага, не разрешува и не избира јавни обвинители. Со тоа е отстранета и предпоставената можност да се влијае на јавните обвинители. Тоа што кажувам дека не поведувам постапка не значи дека одредени случаи од интерес на јавноста, одредени важни случаи не сум запознаван со случаевите. Апсолутно сум бил во тек со сите важни случаи. Така да што за спомнатите случаи уведувам дека нема никакво погрешно постапување во случајот Актор. За случајот Актор е отворена истрага и таа истрага се води подолго време. Во рамките на таа истрага се сослушани стотици сведоци. Прибрани се бројни материјални докази кои се разменети со Европската агенција за справување со финансиски истраги, така наречената ОЛАФ. Нивната постапка целосно се базира на нашата истрага. Во овој момент е во постапка меѓународна помош, размена на меѓународна правна помош со грчките служби. Истрагата не е завршена.
Нема никаква погрешно постапување во случаите Македонска банка. Случајот Македонска банка, обвинителот кој го работеше и отвори истрага, не сослуша само сведоци. Прибави бројна документација, ја прибави целокупната документација за финансиските трансакции и за купување на акции. Одлуката е дека нема докази. Барањето за заштита на законитоста во случајот Сеат Кочан е апсолутно законито и издржано. Тоа го признаа и професорите. Ја оспорија само формата. Јавниот обвинител не побара укинување притвор. Јавниот обвинител побара само да се отстранат незаконитостите во постапувањето и во првостепена и второстепената пресуда. За случајот од 27. април отворено, прецизно, јасно е отворена истрага за истражување на сите околности. Сите наредби од страна на обвинителот се дадени благовремено за откривање на сите действија. Истрагата не е запрена и се води компетентно и стручно и во зависност од Министерството за внатрешни работи. Све што јавното обвинителство не е орган на откривање. Јавното обвинителство е орган на гонење. Тоа што ќе открие Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство сигурно дека ќе го процесуира. Беше спомнато и протекувањето на снимките од посебните истражни мерки за одредени случаи. Спроведена е истрага прво во самото обвинителство, она што можам да ви кажам сега, дека со сигурност утврдено само едно, дека тоа не потекна од јавното обвинителство на Република Македонија. Истрагата е во рацете на Министерството за внатрешни работи. До собранието е доставен во прилог на предлогот на владата мислење на Советот на јавни обвинители. Почитувани пратеници, тоа е еден посебен преседан. Советот на јавни обвинители даде мислење дека се согласува со предлогот на владата. Ни зошто, ни како, ни врз основа на што. Како Советот на јавни обвинители одлучи дека треба да се согласи со предлогот, кога во изминативе 4 години немаше ни една преставка против моето работење во Советот на јавни обвинители. Како Советот на јавни обвинители одлучуваше дека треба да го прифати предлогот на владата на Република Македонија, кога наназад 4 години позитивно ги оценуваше сите извештаи за работењето на јавните обвинителства. Ако имало, како што дофрлате некој друг совет порано, овој совет пред 10 дена исто така позитивно оцени работа на јавни обвинителства пред 10 дена. Јас сум речиси 30 години во јавното обвинителство. Како јавен обвинител, стручно и успешно сум завршил стотици предмети, секаков вид и карактер, лесни и тешки. Меѓутоа, како јавен обвинител на Република Македонија, како менаџер на институцијата, се трудев да го подобрам статусот финансиски, материјален и професионален на јавните обвинители и на другите вработени во јавното обвинителство. Со таа цел обезбедивме службени мобилни телефони за сите обвинители, за дел на администрацијата. Обезбедивме персонални и преносни компјутери за сите обвинители и вработени во службата. Обезбедивме дежурства, надоме за дежурства кои досега најмалце 5 години не беа исплаќани. Обезбедивме да се исплатат додатоци кои досега не беа исплаќани, а во другите државни служби беа исплаќани. Се вработеа повеќе јавно-обвинителски службеници, асистенти и помошници. Започнавме да применуваме супермодерен компјутерски систем за следење и управување со предметите. Не е случајно ова што ќе го кажам дека вие се насмеавте, почитувани пратеници, така и напишано овде. Смешно е можеби тоа што во модерно време обезбедивме компјутери и телефони. Меѓутоа, додека јас не додов во обвинителство, немавме такви, тоа беше смешно. Смешно беше што јавното обвинителство немаше службени телефони и компјутери. Јавното обвинителство на Република Македонија е организирана во 22 редовни основни јавни обвинителства, едно реално и вистинско специјално јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 4 висши обвинителства, јавно обвинителство на Република Македонија и јавен обвинител на Република Македонија. Наназад 4 години во просек работиме по сите инстанции преку 40.000 предмети. Од тие предмети се и предмети со тешки кривични дела од областа на тероризмот, кривични дела
od oblasta na organizirani grupi za trgovija so droga, organizirani grupi trgovija so oružje i luge i imigranti, organizirani grupi za učestvovanje stranske vojske. Со прифаќањето за работењето на новиот закон за кривична постапка, со прифаќањето на јавно-обвинителската истрага, успеавме значително да забрзаме постапката. Успеавме да ги намалиме предметите како во јавното обвинителство, така и во судот. За поуспешна примена на новиот закон за кривична постапка, кој има многу недостатоци, и во отсутност на нов закон за јавно обвинителство, кој го чекавме 5 години, и измените на закон за јавно обвинителство, издадов преку 20 задолжителни упатства за да можеме да ги басираме проблемите што и се појавува во постапувањето. Зошто не дадов оставка? Не дадов оставка затоа што сметам дека нема основни причини. Меѓутоа, следејќи негативната кампања што се тера против мене во медиумите и следејќи ги неколку изјави на дел од пратениците од мнозинството по медиумите, свесен сум дека и со мене ќе се случи тоа што се случи со моите претходници. Меѓутоа, Стеван Павлевски беше еден од најдобрите обвинители од редот на обвинителството и ден денес пример по јавното обвинителство кај нас постарите. Тој е разрешен како неслушен и неспособен. Обвинител Ставре Жиков, првиот кој го отвори јавното обвинителство, првиот кој го промовираше принципот на транспарентност, разрешен е како нестручен и неспособен. Обвинителот Александар Прчевски, најдобриот менаџер до сега, човекот кој го основа одделението за гонење на организиран криминал и корупција, кој потоа прерасна во самостојно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, разрешен е како нестручен и неспособен. Никој од нив не беше нестручен и неспособен. Така и вие, доколку ме разрешите како нестручен и неспособен, воопшто нема да ме погоди. Или во најмала рака ќе бидам во редот на најдобрите. Почитувани пратеници, со мирна совест, пред сите вас овде и пред македонската јавност ве уверувам дека во изминативе 4 години работев одговорно и совесно, само врз основа на законот, уставот и правилата во јавното обвинителство. Разрешувањето на Марко Зврлевски во овој момент, разрешувањето на јавниот обвинител на Републиката нема да представува никаква реформа. Во јавноста сум познал дека немам врска со политиката и дека сум професионалец и добар обвинител, така да немам партиски старешини, па со разрешувањето нема да почнат реформите, ниту пак ќе се врати довербата во судството, правосудството или јавното обвинителство, ако воопшто тоа го разбирате. Останува на вас, почитувани пратеници, да цените. Ви благодарам на вниманието. Благодарам и вам. Ви преостануваат 3 минути за на крај, доколку се решите да останете до крај.